Почитувани колеги, благодарам за присуството на денешната пресконференција. Како што знаете и вие и македонската јавност, времето на владењето на Социјалдемократскиот сојуз и Бранко Црвенковски е исполнето со нетранспарентни и сомнителни распродажби на државниот имот. Аферите и сомнителните сделки на Владо Бучковски во времето додека беше министер за одбрана немаат крај. Министерството за одбрана, предводено од Владо Бучковски, во 2003 година на крајно нетранспарентен начин отуѓува објект на домот на армијата во Велес. Објект голем од 2500 метри квадратни е продаден за само 8000 евра на сомнителна лицитација, каде единствени надавачи беа татко и син, блиски бизнисмени до СДСМ и лични пријатели на министерот Владо Бучковски. Овие лица во август 2003 година го добија имотот кој беше проценет на над 2 милиони евра за багателна цена, излицитиран за помалку од 300.000 евра, а при што беа оплатени само 8.000 евра на сметката на министерството. Овој случај е класичен пример за сомнителна штетна сделка направена од владата на СДСМ и Бранко Црвенковски. За истиот случај, потоа јавното обвинителство поведе постапка против двете лица, што на незаконски начин му возможили на бизнисменот да стане собственик на објектот. Судските органи во 2009 година го поништуваат овој штетен договор, со кој офицерскиот дом во Велес беше продаден за само 8.000 евра. Почитувани колеги, владата на Бранко Црвенковски, министерот Владо Бучковски, овозможи преку фингирана лицитација да се продаде државен имот по смешна цена. Ова е само еден од многуте примери како транзицијските кадри на СДСМ го распродаваа имотот на државата и имотот на граѓаните. Сега тие истите се обидуваат да се наметат како честни, но и транспарентни. Бранко Црвенковски и СДСМ немаат кредибилитет, Бранко Црвенковски и СДСМ се непоправливи. Повелете дали имате прашања за оваа тема или надвор од темата? Поред ви благодарам сако.